Ако пратениците на 14 март го изгласаат предлог законот за измени на законот за организација на државната управа, тогаш од 1 јуни годинава македонската влада наместо 15 ќе има 16 министерства. На 27 февруари годинава пратениците Артан Груби, Зечир Рамчиловиќ, Панчо Минов, Јован Митрески, Джевата Деми, Ејуп Алими и Реџил Исмели на собранието му предложиле формирање на ново министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците. Целта на овој закон, пишува во предлогот, е спроведување на Охридскиот рамковен договор и унапредување заштита на правата на припадниците на заедниците во Република Северна Македонија. Вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи денеска изјави дека нема да се формира ново министерство, туку секретаријатот за европски прашања ќе биде трансформиран во предложеното министерство. Сметаме дека таквото министерство ќе има нов опфат, нова поставеност и поголема ефикасност во реализација на обврските. Според вице-премиерот Османи, нови вработувања во новото министерство нема да има, туку вработените во секретаријатот за европски прашања ќе бидат префрлени во Министерството за политички систем и односи со заедниците. Сепак во предлог законот пишува дека за формирањето на новото министерство ќе бидат потребни дополнителни пари од буџетот на Република Македонија. Но колку точно ќе ја чини државата ова министерство, за сега никој не кажува. Професорката по управно право на Универзитетот Свети Кирил и Методи Ана Павловска-Данева вели дека на македонската државна управа е потребно намалување на бројот на министерства и министри, а не создавање нови. Жал ми е за состојбата со државната управа во земјава. Потребна е реорганизација секако, но не во насока на зголемување на бројот на министерствата и другите државни органи, туку напротив, во насока на нивно намалување. Може би подзаборавена, но формирањето на новото министерство не е нова идеја. Тоа беше дел од преговорите за формирање влада помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ во 2016 година, но и дел од договорот за влада помеѓу ДУИ и СДСМ. Формирањето на новото министерство за политички систем и односи меѓу заедниците е содржано како препорака во анализата на рамковниот договор од 2014 година, подготвена во соработка со Институтот за мир на холандскиот дипломат Питер Фейт, кој беше посредник во донесувањето на рамковниот договор во 2001 година.